редовен термин за Скопје ми е дома и за се она кое што е ново во главниот град и во скопските општини. Вечерва говориме за центар, за централната скопска општина со советник во општината Центар, односно со Дарко Гиговски, со кого ќе проговориме нешто повеќе како функционира советот во Центар денеска по вториот мандат на Герасимовски, на Горан Герасимовски, односно староновиот градоначалник во Центар, за сите тековни и идни проекти во Центар, како ќе заокружат оваа 2025 година советниците, советот и секако градоначалникот и нешто повеќе за приватниот дел прашања за Скопје ми е дома со Гиговски. Велам добре дојдете за мојот вечерашен соговорник. Господин Гиговски, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Чест ми е да сум ваш гост. Токму така, доаѓате како советник од општина Центар, токму и со вас ќе проговориме за оваа скопска општина, за центарот на главниот град. Советник по втор мандат сте биле од 2017 до 2021 и еве сега повторно, предпоставувам во истиот мандат на истиот градоначалник? Не, првиот мандат ни беше со Саша Богдановиќ, сега ми е со Горан Герасимовски. Така. Како е да се биде дел од советот на Центар сега во вториот мандат на Герасимовски? Како функционира советот? Привилегија е да си советник во општина Центар, најурбаната општина во Македонија, можам да кажам слободно. Да си советник во општина Центар значи да оправдаш довербата на граѓаните кои ти ја дале на изборите за Центар, значи нешто најдобро што може да постои. Советот е прилично мешан чинам во Центар сега, во овој мандат. Како функционира советот денес, со оглед на тоа што еве веќе трет месец нов градоначалник и нови советници? Советот функционира демократски, функционира транспарентно и одговорно. Имаме одлична соработка и со другите советници. Различни политички партии, меѓутоа верувам дека за важните одлуки сте координирани, дека ги донесувате најдобрите одлуки за Центар. Секоја советничка група си има координатор, се координираме председницата, ги носиме одлуките заедно. Така. Неодамна се изгласа буџетот на општина Центар, односно како ќе се трошат парите на граѓаните за новата година. Што ќе биде најважно и клучно што ќе се случува во Центар и што е она кое што можеби е најбарано од граѓаните, она кое што треба да се промени во општината, она кое што го очекуваат жителите? Буџетот на општината го донесовме на вчерашната седница. И тој е над 1 милиарда евра. Планираме да се реализираат повеќе капитални проекти, меѓу кои една градинка кај клиничкиот центар, реконструкција на повеќе улици, реконструкција на паркови, зеленило, хортикултурно уредување, значи со план и програма ќе ги реализираме сите идеи и предлози на граѓаните. Дарко, сте биле советник, велите и предходно, што е она што од тој можеби пред 4-5 години мандат, па се досега, требаше да се промени, а не се промени во Центар, што е она што вие сега ќе го потегнете како советник да се случи во вашата матична општина? Како советник пред се ќе се залагам да бидам гласот на граѓаните кои ми изгласале на изборите. Потоа ќе се борам за почиста околина, повеќе паркови, повеќе зеленило и да имаме мирен и спокоен живот во Центар. Се градили во Центар, како ќе се одвиваат работите со урбанизацијата, со бетонизацијата, како што знаеме да ја кажеме? Се гради во Центар, се прави плански со деталните урбанистички планови. Не може нешто да се направи нелегално, не е дозволиво да се направи нешто без никакво одобрение од општината. Има ли баланс помеѓу урбанизацијата, помеѓу бетонизацијата и помеѓу зелените површини, зачувувањето на животната средина? Да, има. Кај нас во општината и со закон е донесено да има минимум 20% зеленило на секоја градба.
секоја нова зграда што ќе се направи мора да има минимум 20% зеленило. Од друга страна, како општина промовирате и проекти токму во настока на зачувување на здравата животна средина, имате и средби со најмладите, со дечињата, можеби постојат и акции за чистење на нашата околина, на нашата животна средина. Предпоставувам тоа беше и во предизборната програма на градоначалникот. Да, имавме во предизборната програма на градоначалникот акции за чистење на сметот, на ѓубрето, кабастиот отпад. Чист ли е денес центар? Па можам да кажам дека е чист. Секогаш може подобро, ама можам да кажам дека е чист. Така. Од инфраструктурата, верувам дека дел од тековните проекти на Герасимовски продолжуваат и во овој мандат, што поголемо и покапитално се случува во центар. Како се справувате со оние малку погорливи проблеми, со сообраќајниот метеж во централното градско подрачје, со немањето паркинг најмногу се жалат нели околу Бебар Мал и тој предел таму, тој дел? Паркингот во општина Центар секогаш ќе биде проблем, бидејќи сите знаеме дека сите сакаме да отидеме во центар со автомобил. Паркинзи на општина Центар си работат својата работа на највисоко ниво, ама секогаш фали мал дел за да биде све како што треба. Поголеми проекти што ги предлага, што ги планираме да бидат се домот за стари лица, кој ќе почне, мислам дека наредната година се реализира. Ќе почнеме со реализација на детска градинка кај клиничкиот центар, како што кажав претходно. Ќе почнеме со реконструкција на улицата Ленинова, делот од Партизанско до Министерството за земјоделие. Ќе се реконструираат многу паркови, ќе се реконструира хортикултурно зеленило, така да ќе има доста проекти што ќе се реализираат во наредната година. Што се превзема, односно што превзема општината за подобрување на јавниот градски превоз и конкретно за велосипедските патеки можеме да споменеме овде, затоа што токму и сегашниот градоначалник чинам дека цела предизборна кампања некако ја тираше така на велосипед, па Со секоја реконструкција на улицата обавезно се планира да има дел за велосипедска патека. Еве Ленинова ќе ја земам делот што е направен од клуб на пратеници до Партизанска, целата е со велосипедска лента. Значи сите улици што се планираат да се прават, има велосипедска лента. Нашиот градоначалник се вози цело време со велосипед, а сега колку што дозволуваат временските услови. Колку централното градско подрачје се разликува од останатите скопски општини? Сликата, колку е соодветна сликата на центар за центарот на главниот град? Или секогаш може подобро? Секогаш може подобро, тоа е факт, ама ние како центар се разликуваме многу од другите општини. Сите збиднувања, културни, детски или било какви настани се во центар. Како да нема, например, еве сега ќе кажам на 27 и на 29 имаме два настани во центар кај што мислам дека ќе бидат посетени од целото Скопје. На 27 имаме джез под лампа. Джез под лампа мислам дека и традиционално го одржувате. Не знам колку години поред, ама традиционално е. И минатата година. Тоа ќе биде кај италијанската амбасада, во близина на италијанска амбасада, а на 29 на Боемска улица имаме предновогодишна вечер под звездите, Вечер под звездите, ќе има македонски артисти. Значи ние си ја негуваме македонската музика, не носиме изведувачи од надвор. Така, карактеристично е тоа за општина Центар, дека постојано кани и повикува дел од македонските артисти. Кога сме кај културата, постојат ли проекти за зачувување на културниот живот во Центар? Постојано се случуваат и вакви настани на кои што сте и присутни и вие, и градоначалникот, настани посветени и на Горан Стефановски. Да, општина Центар, можам да кажам слободно дека е јадрото на културните настани и културата, така. Да, на културните настани. Ние организираме фестивали, изложби организираме, концерти, театарски представи за деца имаме, за најмалите, значи сите културни дејствија ги имаме во Центар.
Дарко, колку Скопје е променето во вашите спомени, колку Скопје вам ви е дома, како го чувствувате вие главниот град денес? Јас од кога сум бил дете до сега, Скопје сменето, можам да кажам 360 степени. Што значи тоа? Па го нема не е како порано, го нема детскиот жагор толку на улиците, ги нема тие детски игри како порано, сега све е на телефон, све е на компјутер, све е на лаптоп. Испоседното. Ние порано сме играле баскет, фудбал сме играле во мало, брканици, жмурки, сега мислам дека тоа не е толку застапено кај младите. Што му недостига денес најмногу на главниот град и зошто е таква сликата, како што вие велите? Денес и ќе се подобрили тоа? Каде потфрливме ние за да биде тоа така? На Скопје мислам дека дефинитивно му фали чистиот воздух. Чистиот воздух и мислам И дека кога сме кај чистиот воздух, што презема општина Центар, деновиве честичките за чистиот воздух беа со поголемо ниво од дозволеното, па секоја општина мислам дека воведе и мерки, се воведоа и мерки од град Скопје. Што вие како општина предземате како општина предземаме најбитно нешто за нашите најмлади. Прочистувачи на воздух имаме во сите градинки, во сите основни училишта. Значи од најмалите почнуваме па идеме нагоре. Ги споменуваме во повеќе наврати дечињата, немладите, се одржуваат честопати часови по локална самоуправа во општината, со посета на учениците. Да, имаат настава учениците, го посетуваат салата за совет каде што е, доаѓа градоначалникот, разговараат со него, им објаснува за локалната самоуправа. Значи часот се одвива во општината. Кога сме кај најмладите, какви се капацитетите во Центар? Во повеќе наврати споменувате и за детските градинки, дека ќе се прават и нови детски градинки, дека во тек е изградба и на нова детска градинка. Па ете какви се капацитетите денес за дечињата во детските градинки, во училиштата има ли доволно место плюс за учениците? Центарските градинки, можам да кажам слободно дека е исполнет капацитетот. Али сега ќе почнеме нова градинка, направивме една нова више во населбата Пролече, за 150 дечиња мислам дека беше. Значи капацитетот се исполнува за центарските дечиња. Живее ли спортот во Центар? Најавивте и големо отворање на салата работнички? Да, живее спортот во Центар. Баш на вчерашната седница го зголемивме малце буџетот за спорт, за училишните спортови, го зголемивме малце буџетот и за работнички, така да мислам дека 2026 ќе биде успешна година. Кога да очекуваме отворање на работнички? Па би требало по сите планови да биде негде кај јануари. И како беше овој проект? Претпоставувам дека ова беше поддржано од владата? Да, поддржано од владата, но има и средства од општината кои се користат. Го донесовте буџетот на општината за 2026, каква е финансиската состојба во Центар? Има ли пари за нови проекти? Има пари за нови проекти. Над 1 милиарда евра е буџетот на општината, така да 2026 мислам дека ќе биде доста успешна година. Од друга страна, колку сте амбициозни како советници и градоначалник да побарате средства од централната власт за нови проекти? И колку досега се одобрени? Ете, вие сте можеби Па не знам точно колку се моментално одобрени, али ние секогаш бараме средства плюс за да се реализираат плюс проекти. Дали било за парк, дали било за улица или меѓуопштинска соработка со градот или со друга општина. Значи ние секогаш бараме плюс средства за да може да се реализира. Како го слушате гласот на граѓанинот, гласот на служителите, ете и во непосредното носење на буџетот, може би имавте и предлози од граѓаните, тоа беше и пракса во некои од скопските општини да чујат како граѓаните сакаат да се трошат нивните пари, од друга страна и колку сте блиски и колку сте отворени и транспарентни за служителите кои што ја дале довербата за вас. Граѓаните имаат директен удел во носењето на буџетот преку буџетските форуми, преку јавни анкети. Они можат и онлайн да ги дадат предлозите, можат и директно на средби со граѓани да дадат предлози. Ние ги разгледуваме и ги внесуваме во програмата. Колку е важно советникот да биде близок и отворен за предлозите од своите служители, колку вие сте таков и колку вам ви приоѓаат за реални проблеми? Тоа е најбитно да бидеш достапен 24/7 со... Достапни ли сте вие? Да, јас сум достапен во секој момент. Тоа го знаат и моите
блиски, дека може во било кое време ме побараат за било каков проблем. Верувам дека е така, затоа што и втор мандат не се Да. стекнува толку лесно. И што е клучно ете за втор мандат за советник во една локална самоуправа? Клучното нешто е борба за граѓаните. Значи јас сум на еден начин гласот сум јас на граѓаните кои ми изгласале. Доволно е да ми кажат треба да се заврши некоја работа, јас ако треба не знам ќе ги искористам сите можни ресурси, или треба да се заврши. Или ќе му кажам дека не може да се заврши таа работа. Нема лага. Така. Каква е соработката од неодамна градоначалникот чинам стана и подпредседател на ЗЕЛС. Каква е соработката со другите скопски општини без разлика на различната партиска структура, можеби? Па мислам дека е коректна соработката со другите општини. Баш пред една или две седмици имавме меѓуопштинска соработка со градот Скопје, кај што имаме коректна соработка со нив. Имаме, мислам дека уште една или две или три меѓуопштински соработки со градот, ама тоа понатака ќе бидат во 2026 проекти за некои улици, нешто таква работа. Верувам дека тоа се заеднички проекти, Да, како заеднички. централно градско Да. подрачје со град Скопје. Тука ќе ги споменеме и дивите депонии во повеќе наврати во претходниот мандат на Герасимовски. Чинам дека излеговте, односно излезе градоначалникот со хигиеничарите и со луѓе од службата на терен, па чистеа онаму каде што требаше да биде изчистено од град Скопје. Каква е денес ситуацијата, како се чистат дивите депонии? Герасимовски често пати објавува дека хигиеничарите се на терен и дека од центар е секогаш чист, меѓутоа еве каква е ситуацијата? Дивите денес? депонии, можам да кажам слободно дека ние константно ги чистиме. Каде и да се пријави дива депонија, во рок од 2 до 3 дена излагаат хигиеничарите, службите излагаат и мора да се расчисти таа депонија. Така, што денес му недостига на Скопје, кажавте, што денес му недостига на центар, што ете, можеби новата 2026 година ќе биде време кога ќе се реализира сето тоа, односно кон кои нови проекти и цели се стремите во новата година, како ќе заокружуваме 2025-та? Па 2025-та ќе заокружиме со тековните активности, 2026-та се надевам дека ќе биде доста солидна во аспект на изградба на новите паркови, како што кажав, новите улици, реконструкција на улици, изградба на градинката, да не се повторувам на домот за стари лица. Значи имаме доволно проекти за 2026 година да биде успешна. Имаше еден проект во општина Центар, поставување на мерила за бучава, чинам, дека околу 30 на мерила се постави. Ајде, малку повеќе сакам за овој проект. Ние го покривме и во локалните теми, во Вистинска телевизија, меѓутоа ете ме интересира за каков проект стануваше збор и дали функционира во пракса? Мислам дека при крај се подготовките да почне да функционира, колку што знам, требаше да се инсталира некој софтвер, или мислам дека го инсталираа софтверот, не сум баш сигурен за ова. Мислам дека ќе придонесе многу за бучавата да се стабилизира во општина Центар, бидејќи имаат центар сепак и има доста поплаки за бучавата, дали било од кафани или кафиче, дискотеки и такви работи. Се превземаат ли иницијативите по повод на таквите поплаки од страна на граѓаните за оние угостители, можеби угостителски места во центарот на градот кои што навистина представуваат проблеми бучава за граѓаните? Ние како општина имаме секогаш иницијативи за бучавата, значи ние ги поплаките што се од граѓаните доаѓаат во инспекција, инспекцијските служби излагаат на терен и постапуваат по закон. За безбедноста во сообраќајот е најновото со ова безбеден град. Може и тоа да го прокоментираме. Каква е безбедноста во центар? Безбедно ли е да се вози во центар? Покрај целиот оној мислам дека е безбедно да се вози во центар. Дебар мало беше ограничено на 30 км на час движење. Повеќето го почитуваат, има доволно полиција низ центарот, така да безбедноста е, мислам дека на повисоко ниво. Така, ги споменавме овие настани забавните кои што ќе се случуваат, со што ќе заокружите 2025 година. Претпоставувам ќе има уште некој настан плюс од новогодишните. Постојано јас велам дека во центар се случува нешто и така треба да биде, да се случува секогаш во центарот на градот. Градоначалникот ги посети најмалите на детската клиника, им подели пакетчиња. Ја украсивте ли општината? Во општината мислам дека е една од најукрасените општини.
во Скопје, не зборам за Македонија, во Скопје, и меѓу првите е украсена. Ви се допаѓа ли како е украсен Да, целиот град, и центарот на градот, и Центарот градскиот на плоштад? градот, центарот на градот е украсен супер, Градскиот плоштад? градскиот плоштад може подобро. Така, вие би промениле нешто таму? Па, може би да. Така. Дарко, има ли места на кои што се враќате секогаш во главниот град, каде што ги полните батериите, омилени места во Скопје кои што ете се за ваша релаксација, за мир, за, пак ќе кажам, полнење на вашите батерии, каде што милувате секогаш да отидете? Водно ми е едно од најомилените места, дали било за пешачење, за рекреација или за прошетка со фамилијата, водно ми е прво. Бидејќи ми е блиску. Така, верувам дека и другите места кои што се ете култни во градот, Старата чаршија, Стара не знам чаршија, да, си ги поштувам тие култни места, Девармало. Има ли во центар такви места каде што ете милувате да си речете ова место е во центар и ова место е мој и го чувствувам буквално како дома? По цело Девармало можам да кажам дека ми е како дома. Јас сум секој ден во Девармало, дали било на кафе или на ручек, јас сум секој ден излезам. Така, го чувствувате ли Скопје навистина како дома и Да. што е ете приоритет во вашата работа и професионално и приватно во следниот период? Кои се вашите амбиции? Скопје ми е како дома. Навистина како дома. Да, навистина како дома. Јас сум роден тука, израснат сум тука и мислам дека Би живееле ли во друг град во Не. Македонија? Не. И Мислам надвор дека не. можеби? Не, мислам дека не. Мислам дека не можам да се пронедам, бидејќи јас сум повеќе големиот дел од денот јас сум искочен. Дали сум бил на работа или сум бил со партиски активности или на состаноци, јас сум поголемиот дел надвор. А памете ли Скопје некои поубави времиња, ете во ноќниот живот, во делот на ноќниот живот, дискотеките, кафулињата порано? Па сегашниот ноќен живот и Обично тој овие генерации велат дека порано било малку поубаво. Јас барем се сеќавам дека било многу поубаво, не малку, туку многу поубаво. Сме имале ние 3-4 места, сме излагале и целата моја генерација сме биле таму. Ке се врати ли тоа време можеби повторно или некако Мислам дека овие генерации сегашните Мислам живеат дека тешко тоа време да се врати. Моје мислење. Дај Боже да се врати, ама мислам дека тешко. Така. Каква е според вас сликата денес на главниот град за еден главен град, односно Скопје се менуваше и ликот го смени, па се случи проект 2014, па се измодернизира малку. Дали денес Скопје личи за навистина убав главен град? Скопје е убав голем град, му фали малце повеќе модернизација. Не ни треба тој кичерај и Скопје 2014 не ни требаше воопшто. Моје мислење. Така, кои се вашите амбиции во кариерата, можеби советник, сте били и претходно советник, меѓутоа ете конкретно во општината, во локалната самоуправа како поединец? Па немам некои планови за понатака, ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Сега за сега ми е супер како советник. Така, Дарко, јас ќе посакам успешна работа на Советот. При самиот завршеток на емисијата ќе посакам и една порака до центарци, до жителите на центар, на централната Скопска општина, со што ќе го заокружиме ова интервју секако и уште еднаш да ги кажеме, можеби да ги споменеме настаните кои што ќе се случат на 27 и 27 имаме джез под лампа во близината на италијанската амбасада и на 29 на Боемска улица имаме Вечер под звездите. Вечер под звездите со македонски со македонски звучни имиња, македонски звучни артисти. Сега може и да ги кажам, Ливеро бенд ќе бидат главни. Значи кој сака може да дојде, добре дојдене, ќе има добра журка. Така, ветувате добра журка. Джез под ламба, чинам дека и минатата ламба, година имаше навистина голем одзив и дека Джез под ламба е греано вино, костени и джез музика. Така, верувам дека ги каните и каниме, соседите од другите општини. Сите соседи, цело Скопје може слободно да си дојде на забава. И пораката со која што, ете, ќе ја заокружиме и емисијата и годината секако од вас. Ви благодарам пред се на поканата. Чест ми беше да бидам ваш гостин. Ќе посакам на гледачите среќни новогодишни и божикни празници, во добро здравје
и се најдобро понатака. И повеќе работа и повеќе дела Така е, и за труд. центар и за Работа и Скопје. работа. Дарко, многу ви благодарам што бевте дел од Скопје ми е дома како советник во општина Центар, што проговоривме за проектите и се она кое што се случува во Центар и секако за вашите спомени и она кое што вам ве поврзува со Скопје. Ќе ви посакам успешна работа и со нови проекти, можеби да се видиме во некое ново издание Ви од Скопје благодарам ми и е на дома. вас за поканата, чест ми беше да сум ваш гостин. Скопје ми е дома со Дарко Гиговски, советник во општина Центар. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието. Говоревме за центарот на главниот град. Овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме за 7 дена од сега. Знаете, во истиот термин, четврток, 18 часот и 15 минути на Вистинска телевизија. Довидување.